Советот на општина Кочани, слично на советите во уште неколку други градови во Македонија, донесе одлука да се организира референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за или против населувањето мигранти на територијата на општината. Иако од подамна на границата со Грција нема бегалски бранови, прашањето се актуелизира токму пред одржувањето на локалните избори во октомври. На последната седница, на која за ова прашање во жешка атмосфера се водеше расправа од околу 1,5 час, градоначалникот Димитровски, кој е иницијатор на референдумот, беше обвинет дека постапува според партиски налог за што ќе се трошат пари на граѓаните. Налогот на вашата партија во најмала рака е остававме преска на ребаланска и чине 500.000 денари. Тие 500.000 денари може да бидат потрошени за било што. И за култура, и за спорт, и за враќање на дело долгу, и за подобрување на јавната чистота, и за било што. Единствена добра работа е тоа што ова покажува дека вие сте веќе безидејни и дека сте истрошени и немате нови идеи за следниот период. И баш поради тие причини, искрено, лично посакувам да успеете ова да го реализирате, да и покажете на граѓаните дека освен со вакви неважни прашања со друго не можете ни да се занимавате. Градоначалникот потврди дека лично од него било побарано да се изјасни за стратегијата за интеграција на бегалци и странци, но бидејќи не можел сам да одговори на прашањето, се одлучил за него да организира референдум. При тоа призна дека резултатот од референдумот ќе нема никакво влијание врз крајната одлука што ќе биде донесена на повисоко ниво. Оваа иницијатива е покрената без другите градови. Ние сами покренавме оваа иницијатива, колку да знаете. И ако граѓаните кажат тоа, не значи дека мора да биде прифатена оваа иницијатива. Да ви кажем, многу добро го кажат, ингеренциите се на владата. Владата ќе ја донесе таа стратегија без обзир што се ние произнели и не се произнели. Значи ние немаме моќ како совет, ние немаме моќ и јас како градоначалник да забраниме да се спроведе тоа. Признанието на градоначалникот дека одговорот што ќе го дадат граѓаните на референдумот ќе нема влијание врз конечниот став на владата, го поставува прашањето зошто воопшто ќе се потрошат парите од буџетот на општината за вакво изјаснување. Забелешка до Димитровски беше упатена и во врска со начинот на кој е поставено референдумското прашање, односно зошто е употребена формулацијата мигранти наместо бегалци. Значи мигранти има многу. Може да се изброиме и меѓу нашите фамилии колку се емигрантски фамилии, колку нашите членови емигрираат во другите држави. Господин Радко Димитровски, вие сте мигрант. Од Очипава сте мигрирале во Кочани. И ние немаме проблем со тоа. Ама вие по дефиниција сте мигрант. Зашо да го оставате прашањето дали сме против мигрантите? Значи, ако нешто треба се направи, треба да биде осмислено како што треба, а не само да ги испроведувате спити кои што ги имате од вашата партија. Вие ме крстите мигрант дека сум дошол тука. Јас сум тука 40 години. Јас живеам тука. Мојата фамилија живее тука и јас сум тука во Македонија. Дали сум во село Очипала, дали сум во град Кочани, јас сум на истото место. Јас сум прошетал цела Европа и повеќе делови од светот, меѓутоа тука е моето место. На седницата на Советот беше речено дека референдумското изјаснување има единствена цел да се замаглат состојбите во општината и наместо локалната власт да одговори на вистинските прашања што ги мачат граѓаните, таа ќе троши време и пари за нешто што не постои. Референдумот на кој граѓаните од општина Кочани ќе се изјаснуваат дали се за или против населување бегалци ќе се спроведе на 15 октомври, заедно со одржувањето на локалните избори.